Здруженијето на граѓани, љубители на планинскиот велосипедизам, Велес Байкинг, постои од 2014 година и од тогаш е вистински промотор на велосипедизмот како здрав начин на живење, но секако и промотор на она што значи поголема употреба на велосипедизмот како современа алатка за превоз. Во таа насока, 8 година поред го реализираат најголемиот настан на отворено и тоа во регионот на Азот и пошироко на територијата на нашата држава. Станува збор за предизвикот МТБ Азот, во кој што секако се вклучени сите љубители на планинскиот велосипедизам и на природата. Утринава детали за најновото 8 издание на фестивалот дознаваме од Зоран Јаневски, председател на Здруженијето за планински велосипедизам Велес Байкинг, кој што го имаме во живо на Скајп ова утро од Велес. Зоран, добро утро и благодарам за тоа што прифативте поканата да говорите за Македонија наутро. Добро утро, Никола, и поздрав до вашата емисија и вашите гледачи. Како е утринава во Велес? Се подготвувате ли да заминете кон областа Азот и каква е агендата за денеска? Па да, веќе дел од екипата е на терен. За кратко заминувам и јас. За денес имаме план за поставување на бина, штандови, се означуваат местата за паркирање, кампирање. Кампот по Богомила поседува 60 места за паркирање и простор за околу 200 до 250 шатори со комплетно уредени тоалети, струја и се друго што е потребно. И како што кажавте, денеска е петок и согласно агендата немаме некоја официјална програма, но неофицијално очекуваме да пристигнат и првите учесници некаде попладне, околу 60 има најавено за денес. Да напоменам дека сите расположливи капацитети во Богомила, како домот за пензионери и млади лица Петар Попарсов е резервиран, свој капацитет од 40 на легла. Исто така во близина кампот на 100 метри е манастирот Свети Илија, кој има капацитет од 30 на легла, кој исто така е резервиран. И по мои информации околу 10 на куќи има кои што се издаваат Богомила, исто така се веќе резервирани. Ајде малку околу значењето на самиот настан, од каде потекна иницијативата за еден ваков настан, кој што секако освен промоција на планинскиот велосипедизам, ќе има за цел промоција на регионот на Азот, но всушност и на целата околина. Така, нашиот прв настан беше во 2015 година. Иницијативата настана од членовите и тогашни основачи на Велес Байкинг. Инаку Здруженијето е основано од 2014 година. Претходно организираше велосипедска тура во Велес и во околината на Велес и уште тогаш се виде некоја потреба од организирање на поголем велосипедски настан, за кој во тоа време имаше огромен интерес, а реално настан имаше малку, освен 2 или 3 во цела Македонија. Сега, ако ме прашате зошто баш Богомила и зошто баш регионот Азот, одговорот е едноставен, има премногу што да се каже, самата прилечност на овој регион, мистичноста и духот на богомилите, бескрајно убавите места кои Мокра планина ги има во себе и искрено да кажам, било кој барем еднаш да кампувал на отворено, да посетил некој од планинарските домови кои што ги има во овој регион, ги посетил изворите на Бабуна, си искачил на Солунска глава, на Даутица или на било кој од другите врвови на Мокра планина, го посетил по Прадиште, црквата Свети Петар и Павле кој што е таму, Орешкиот манастир, ги посетил некој од 20 на водопади кои што ги има во целиот регион, па и на крај возел велосипед од Бистрица преку Црешнево, Капиново, па се до Чеплес, па и нагоре. И искрено да кажам, секој кој е барем еден, кој барем на момент уживал од овие убавини, знае за што станува збор, знае за каква убавина се спојува, знае дека секое вдишување во неговото тело навлегуваат духовите од богомилите, таа мистичност од тие богомили. Знае дека било кој момент да помине во овој регион нема да биде без за џабе.
За кој што досега говоревте, нашите гледачи секако можат да се уверат преку фотографиите кои што ги гледаат во текот на разговорот, но секако и во текот на разговорот ќе го погледнеме и она видео кое што ни го испративте. Ајде малку за оние кои што се учесници во самиот настан. Која е годинашната тура на велосипедските тури, односно рутата конкретно, кои делови од област Азот ќе се посетат и кои се условите за учество во самиот МТБ предизвик за оние кои што секако денеска учествуваат и во текот на викендот на истиот, на што треба да внимаваат и што треба да знаат пред самото учество на самиот фестивал? Така, ние секоја година, 7 години наназад, како организатори се обидуваме да воведеме нови содржини кои што ќе бидат привлечни за секој посетител и секоја година возиме низ различни места во регионот. Сега за оваа 8 серија на Азот МТБ предизвик испланиравме 2 велосипедски и една планинарска патека. Класичната велосипедска патека која што се вози секоја година на релација Богомила Пленарски дом Чеплес и назад е во должина од 34 км со елевација 1000 метри. Стартот и целта е во село Богомила, во школскиот двор на училиштето Петар Попарцов, каде што и кампот на настанот на надморска висина од 497 метри и во најголем дел патеката која што ја возат овој дел на велосипедисти се содржува во големата патека, која пак е долга 44 км со вкупна елевација од 1780 метри. За двете патеки важи дека стартот е во дворот на училиштето Петар Попарцов, како што кажав, од каде што учесниците се упатуваат кон најголемата икона на селото Богомила, Римскиот мост. Потоа првото населено место ни кој што поминува големата патека е селото Црешнево на 850 метри надморска висина, а после него се доаѓа до Црешневски преслап, така го викаме ние, на висина од 1000 метри и од таму се гледа скоро целиот масив на Мокра планина, погледот од овој дел кон Солунска глава и кон Доутица, кон делот Доутица, па затоа што Доутица не се гледа баш точно. Погледот кон овие места, кон Папрадиште, кон Плавник, кон долната страна на Жилово е нешто кое што ќе ве остави без див и јас за жал не можам да ви доловам се до тоа, треба да бидете директен учесник. Треба тоа да се доживее од прва рака, што се вели. Да. Од Нежилово патеката води до Пленарскиот дом Чеплес, по широк планински пат, а оттаму се до водопадот на Чеплеска река. Од минатата година воведовме нов дел за оние поискусните. Овој дел води до местото наречено Куртовица на 1680 метри, од каде исто така има прекрасен поглед кон целиот масив, но од другата страна, така да велосипедистите по престојот, краткиот престој на Куртовица, се спуштаат до село Папрадиште. Оваа патека е всушност планинарска патека, која што ние ја искористиме за овој настан. Сакам да напоменам дека овој дел за возење е наменет само за оние поискусните и поспремните во овој спорт. Овие инсерти, односно видеоматеријали кои што ги гледаме, чинам се од 2015 година, што говори за масовната посетеност на настанот уште во првите години од неговото одржување. Верувам дека и годинава очекувате слична посетеност. Она што е интересно, ставате фокус исто така и на безбедноста на самите учесници. Пред самиот настан в недела предвидено е да се одржи обука за техника за возење на МТБ велосипед за младите, но секако ќе организирате и практична обука на сите учесници за нудење на прва помош и заштита при повреди со велосипед, но и повреди во планина. Кој ќе ги спроведува ваквите обуки, колку е важно истите да бидат реализирани, особено кога се престојува во планина, било со велосипед или пеш? Така, обуката за техника на водење на велосипед за млади е предвидена во сабота, исто така и обуката за прва помош и заштита при повреди со велосипед и повреди на планина, и двата настани се предвидени во сабота попладне. Обуките ќе бидат водени од обуките за техники на возење на млади лица ќе бидат водени од самите учесници, наши пријатели кои што имаат поголемо искуство во планинско возење и секако доколку има интерес од младата популација, доколку се присутни млади
лица, тоа ќе биде големо искуство за нив и јас искрено верувам дека ќе им користи во нивното понатамошно возење низ повисоки, поекстремни услови низ македонските планини. Сега, второто прашање беше за поврска со практичната обука за учесниците за нудење на прва помош и заштита, ако се сеќавам. Да, секако, Велес Байкинг како здружение има долгогодишна и континуирана соработка со Црвениот крст од Велес. Ние заеднички имаме организирано голем број на комунитарни настани, сме собирале голем број на средства за на луѓе на кои им е потребна помошта. 3 години одржуваме и крводарителски акции и така да оваа наша соработка е постојано и континуирано се зголемува. Конкретно за овој настан, мобилна екипа на Црвениот крст ќе одржи едночасовна обука за прва помош и заштита при повреда со велосипед и повреди во планина. Овие обуки, тоа како им се потребни на сите учесници. Овие обуки на сите нас велосипедистите и планинарите ни се многу потребни затоа што секојдневно сме сведоци на немили настани, незгоди, на одредени предели каде што најчесто нема услови за повикување на стручни медицински лица, а од другата страна Македонија како планинска држава ни оддалеку нема доволен број на спасителни служби, од таму и реалната потреба за обуки на сите лица, од велосипедисти, планинари, алпинисти, рекреативци и други. Да, во секој случај добро е да се поседуваат вакви вештини. Зоран, извинете што ќе ве прекинам, но времето ни е ограничено. Би сакал само да напоменеме пред крајот на денешниот разговор, секако велосипедските тури се главното обележје на настанот, но ќе биде организирано и планинарење. Очигледно е дека област Азот има огромен туристички потенцијал. Каде точно ќе се одвива рутата на планинарење и кои се оние содржини од рекреативната понуда на самиот фестивал? Онаа по-неформалната? Заборавив да споменам и планинарската тура. Оваа година бројот на учесници на планинари е најмасовна. Очекуваме некаде 70 на учесници. Патеката е класифицирана во средна категорија, е во должина од 15 на километри со 600 метра елевација. Исто стартот е од дворот на школскиот двор во Богомила. Учесниците се упатуваат по шумски патеки кон селото Црешнево, кон преслапот од Црешнево кој што воедно и велосипедската патека, а оттаму по кружна патека се враќаат назад во Богомила. Мислам дека реалната временска должина е негде 4 до 5 часа движење низ планина, кој што верувам сите учесници ќе имаат долги спомени од овој настан. Зоран, благодарам за одвоеното време и вашето гостување во Македонија наутро. Секако ние ќе ви посакаме успешно 8-о издание на фестивалот на отворено Азот МТБ предизвик. Овој спортско забавен настан е навистина одлична можност за сите љубители и сите граѓани всушност да се запознаат со областа Азот и секако туристичкиот потенцијал кој истата оваа област го има, но секако и сите можности кои што ги нуди овој дел на Македонија. Уште еднаш успешно издание на фестивалот, ние ќе се видиме повторно во следна прилика. Ви благодарам, пријатно.